Добро утро во Обштествена сцена, јас сум Александра Бубевска. Денеска повторно ќе разговараме за годишната програма на Министерството за култура за проекти од национален интерес, а мој гостин е Никола Гелевски, издавач, писател, колумнист и така натаму, покренувач на многу иницијативи во културата. Па, еве, секоја година националната програма на Министерството за култура предизвикува различни реакции. На опозицијата тоа е еден шлагворд за обвинувања дека партиски се делат парите, па преку најавата на антикорупцијската комисија дека ќе чешла програмата. И исто така до едно чувство на онеправденост, па дури би рекла и огорченост кај авторите, кај еве во издавачката дејност, особено годинава за тоа дека не им се почитува трудот и така натаму и така натаму. Каков е вашиот коментар, како ја коментирате оваа програма и овие 6,5 милиони евра кои што се распределуваат за проектите од национален интерес, така наречени? Тука значи не спаѓаат сите оние плати на институциите, сите други трошоци, тука се само за проекти овие пари. Па очекувано е да има повисок тон, да има нервоза, да има незадоволство и онеправданост што велиш. Сашка, дури да се идеални условите во кои се носи програмата, би имало и незадоволство, и бидејќи парите реално се мали, ние сме сиромашна средина. Така што не би рекол дека главното внимание треба на тоа да го посветиме. Факт е дека е неспоредливо подобро донесувањето одлуки, да речам, и распределбата на парите во сферата на културата од времето од пред 4-5 години, од времето на груевизмот. Тоа беше страшно, недемократски, нетранспарентно и впечаток е огромен грабеж на даночни пари. Не само низ Скопје 2014, баш и низ издаваштво, низ оние проекти, нели стоте, бисери, сето тоа, се испумпаа неверојатни количини пари и парадоксално со многу помало, да речам, медиумско внимание, многу помало незадоволство, неправдано, сето тоа, иако наши пари одеа, иако тие пари одеа пак на сметка на проекти, на квалитетни книги, на сето друго. Така што тоа е чуден феномен како демократските процедури, што овие го направија, една од добрите страни на новата власт последните 3 години, ако ништо друго излегува јавно, волку пари даваме и тоа точно со суми што е стварно голем исчекор. Голем исчекор, мислам, не е, тоа се прави, тоа е процедура сегде во Европа, тоа, ама дојдовме на тоа диреже што и тие елементарни демократски некакви форми нас не изгледаат браво, така што да не бидеме нефер кон нив. Тоа е стварно важно. Што сега бар можеме да се расправаме, овој не добил заслужено, овој добил. Тоа е голем исчекор, ама од друга страна, самото Министерство за култура мислам дека е центар на сите проблеми во културата, дека одамна не се на нивото. Дури пред Груевски би рекла и мислам дека како одат годините уште и се големуваат проблемите таму. И луѓето таму внатре не се задоволни, овие надвор исто, нормално, бидејќи нема план, нема стратегија, нема концепт. Они донесоа некаква стратегија која фино изгледа вака на хартија, ама не ја операционализира, нема луѓе кои ја спроведат, носат некои закони кои се чудни, тешко спроведливи, а и ако ги спроведуваш, повеќе штета ќе направиш во културата отколку што. Така што целото поле е многу лошо. Не велам дека и ова делов, како кажам, теренот, авторите, продукцијата, институциите од културата се многу подобри од Министерство култура, но голем дел, особено во приватниот сектор, во независната култура, се на неспоредливо повисоко ниво од Министерство култура и тука имаме дисбаланс. Да, тие научија како се работи во текот на овие години, бидејќи се поврза меѓународно. Но мене многу ми остави впечаток еден ваш статус на Фејсбук, ако ми дозволите ќе прочитам. Вели, не се виновни исклучиво експертите од комисиите, тоест најмногу се виновни, зашто најчесто потпишуваат нешто што ми се чини не го предложиле и не го изгласале. За жал, ние се уште не знаеме кој всушност решава за распределбата на парите во културата.
Колку проценти од предложеното од експертите се отфрла и колку проценти се додава од разноразни мистериозни чинители? Мене ми се чини дека тие проценти се огромни. Што зборува тоа? Дека се здробени интегритетот, кредибилитетот и достоинството на сите нивоа, од уметникот на дното на веригата до министерот на врвот. Се е впрегнато во страшната клиентелистичко-коруптивна мрежа која ги јаде ко некаков огромен ненаситен пајак претворен во мрежа. Сите затекнати. Тоа е клучниот проблем на оваа власт, континуитетот со ВМРО на ова поле, во овој сегмент. Значи, они го преземаа моделот на баш на корупција. Културата е елитистичка работа и не можеш да им даш на сите помалку. Тоа е самоубиствено за целото поле. Тоа е баш популизам во едно од најосетливите полиња, кај што тоа не е дозволено просто. Од друга страна па го разбирам, тој концепт, бидејќи многу тешко се воспоставуваат критериуми на тоа поле. Кој ќе каже овој роман е подобар, овој од овој издавач е подобар, оваа не знам продукцијска кука е подобра, тоа е деликатно. Мислам, окей, имате критериуми, фала Богу, дека постојат и награди и сето друго, и критика, ама знаете, нашето општество целото изместено, критика одамна не постои. Критиката е на пример многу важен индикатор. Текстови, написи за одредена представа, одредена книга, каде, во која средина? Така што тешко е да се воспостават критериуми, ама сепак постојат луѓе кои се разбираат во конкретно за издавачкава сцена, они имаат компетенции последниве 3 години, луѓето што го водат. Голем проблем е и ова поделбата македонци и албанци. Тоа е исто едно од најсериозните прашања и во самото Министерство култура и во целото наше поле, па и општеството. Еден-двајца луѓе решаваат за сите книги македонски, еден-двајца луѓе решаваат за сите албански книги, а работата е огромна. Така што тоа исто технички, како кажам, процедурално е многу тешко тоа да се сработи. И нормално е како има и грешки и проблеми. Значи, во ова поле е најстрашниот континуитет. Што нема, наместо да дадат 500 книги, они треба да дадат 200 книги со поголеми пари и да им дадат стварно најдобрите, кои ќе бидат репрезентативни на културата, кои ќе градат некаква публика, некакви нови, како кажам, подобри околности за следниве 10 години. Така е во цела Европа и тоа мислам дека најмногу без предизвикува. Од друга страна, пак ќе кажам, добро е што нови издавачки куки, некои добри, исто добиваат книги, баш синоќа зборевме за тоа, некои скопски, баш добри се бават со детска книжевност, со сето тоа, добиле пешест книги, пред 1 година се регистрирал. Некој би рекол, тоа е без везе, мораш да си долго на сцената, да го заработиш тоа. Ама мислам дека е тоа добро, дека треба има добар баланс меѓу оние што се стварно добри, проверени, сето тоа со квалитет. Сега ја малку повеќе зборам за нормално. За издаваштво, но слично и на другиве полиња. И тоа што прочита таа последната реченица, мислам дека е важно за целата наша земја, баш тоа што интегритетот е баш пропаднат на сите нивоа и достоинството на луѓето. И стварно, мислам, ја предпоставувам дека не предпоставувам, уствари знам дека голем дел од тие комисии носат еден список, тоа не вадише од памет за време на Горевизмот. И некој после тоа исфрла, наслови од тој несува. И тоа е апсолутно недозволиво, ама испадна дека тоа е најдозволиво. И тоа као не им пречи на луѓе. Викаат дека постои таму некоја клаузула, дека во министерството или каде веќе, дека финалниот список го прави министерот, да речеме. И тоа им дава право во било кој избор на било која стручна комисија да прават масакр. И тоа нормално дека никој не е задоволен и дека ја деградира работата на сите луѓе и воопшто целата институција со тоа. Да. Еве, например, пак Министерството одлучи оваа година за институциите да не ги објави, бидејќи имало некаде некое правило дека институциите сами мораат или се очекува да ги објават проектите кои што ги добиле од Министерството за култура, што пак создава една нееднаквост, неравноправност, би се рекло, помеѓу овие сега поединци и проекти од независната, од меѓународната и така натаму, со институциите кои што всушност ги земаат најголемите пари од овие 6,5 милиони евра. Да. Знаете, ова е зашто што рековме на почеток. Чудно, мислам, демократијата им создава нив големи проблеми на сите властодржци, на сите власти. Така што они сватиле, фала Богу, као нема да се бунат луѓе, ако не видат кај сме ги дале парите, тоа нема да се бунат. Така што им се видело за институциите, плюс они си ги осекаат особено државниве кој свое поле, кај што не дозволуваат нешто јавноста многу да се меша, што исто е ужасно. Мислам, ги знаеме
состојбите во институциите страшни се, немаат пари, исто кои ова другиот дел од културата, немаат пари за најелементарни програми, меѓу нив исто владее големо незадоволство, некомпетентни луѓе напредуваат, ретките компетентни по тие институции пропагаат или си заменуваат. Така што многу е лоша состојбата на целото поле, тоа никого не го интересира. Место да кажат, нам и онака ни предстојат длабоки реформи на сите нивоа. Мислам, дека и одамна се изминати сите возови. Сакале, не сакале, тоа ќе мораме да го правиме. Место да почнат со овакви полиња, кои јадат релативно мал дел од, да речам, и од буџетот, и од брутоопштествениот производ како култура, да им служи тоа за експеримент, за нешто како можеме да промениме нешто и да бидат принципиелни, остри, јаки во менување на тие политики, они дури и на овие полиња најбедните, најужасните коруптивни политики ги продолжуваат. И фала Богу, тоа нема иднина, нигде не води. Да, но мора тоа да се смени, рековте, може би со почетокот на преговорите за Европската унија, може би ќе биде принудена било која власт веќе да го менува тоа. Како да се распределуваат тие пари, а да не предизвикуваат толку горчина меѓу сите во културата? Горчина, велам, секогаш кма и со тоа мора да се носи тој што ги носи одлуките, тоа е дел од неговата работа. И треба исто тоа јавно да го артикулира својот избор. Тоа исто Министерството со години го прави. Сите одбиени проекти им пишува едно пусолче као не е национален интерес. Па не може тоа така, мислам. Секој треба, особено сериозни луѓе со сериозни проекти, мора да добијат јасно образложение зашто се одбиени. Не, да велам Сашка, клучен проблем е организацијата на Министерството култура и квалитетот на луѓето таму. Они мораат да работат многу повеќе од ова сега, да комуницираат со сцената, да ја формираат, да ја управуваат, да ја насочуваат, стратешки да ја водат, а сега ништо од тоа не прават. Дури не се способни елементарно да ја администрираат сцената. Мислам, со папири, со некаква минимална контрола на сработеното, со минимална евалуација. Ништо, затворени во канцеларичките, се јадат едни со други, се прождираме сите меѓу себе, многу лоша ситуација, чисто психолошки и нема потики. Луѓето се утепани покрај што реков, многу подобро е, подемократски е, во суштина поголем е мракот бидејќи очекувавме многу повеќе. Така е. Ви благодарам многу што бевте гостин во овој утрински брифинг. Благодарам за поканата.